Добар ден! Полека се доближуваме до крајот на серијалот Моја сторија. Вие денеска ја следите 28-та епизода. Минатиот вторник разговаравме за тоа како современиот начин на живење, како дигиталното доба влијае на комуникацијата кај младите луѓе. Следните поенти беа извлечени од страна на нашите гости. Погледнете. Затоа што така ќе го сознаеме светот околу нас и ќе се приспособиме на него. Истовремено сакаме и да пренесеме информација, наши желби, потреби, емоции, но од друга страна сакаме и да дознаеме повеќе и да оствариме некакви односи, врски со луѓето околу нас. Заради тоа што ако ние искомуницираме нешто што го мислиме, некоја идеја и бидеме разбрани, значи имаме таа комуникација со другите луѓе, ги разбереме и другите луѓе. Со самото тоа нашата самодоверба расте. Значи ние сме чуени, разбрани, добро сме искомуницирале, убаво сме ја пренеле идејата. Дали соодветните знаци, средства, вербални или невербални, што се користат, дали се употребени во соодветен контекст? Јазикот е повеќеслоен. Оние баш вештини на емоционална интелигенција кои што се 5 компоненти за самопочет, внатрешна мотивација, емпатија, почитување и пак ќе кажам комуникацијските вештини како тимска работа и сите тие други работи. Европа, особено Балканот, е многу погоден во однос на климатските промени. Алармот е вклучен, па затоа земјите од Западен Балкан се обврзаа на самитот во Софија на 10 ноември 2020 година, дека ќе спроведат мерки во областа за спречување на климатските промени и загадувањето. Тука станува збор за развој на енергија, сообраќајот, циркуларната економија, како и развојот на биодиверзитетот, одржливото земјоделство и производството на храна. Проблемите за кои што ќе разговараме денеска. Проблеми кои што навидом изгледаат далеку, но се многу блиску. Зачувување на планетата Земја ќе биде наш приоритет, односно треба да биде приоритетот на младите. Денеска на таа тема, заедно со мене во студиото, ги имаме Ели Пешева од О2 иницијатива. Здраво. Добар ден. Ана Чоловиќ-Лешовска, извршна директорка на Екосвест. Добар ден. Софија Гетова, колектив Z, здраво, и Моника Аксентиевска, Институт за комуникацијски студии. Добар ден. Пред да почнеме да разговараме на ова, според мене, прилично депресивна тема, во која што секогаш колку и да бараме решенија и да стигаме до начини како да се подобри, секогаш удираме во некој зид, предлагам да го видиме ова што ќе го разговараме низ малку графики и бројки, па да продолжиме. Во 21. век, глобалните закани за планетата Земја се повидливи од било кога. Глобалната климатска криза која го зафаќа целиот свет, научниците го припишуваат на неколку појави кои имаат клучно значење, како што се пренаселеноста на земјината топка, која прави притисок врз природниот ресурс водата, потоа уништувањето на шумите, за кои е констатирано дека доколку не се превземат мерки, до 2030 година ќе имаме само 10% од нив, како и глобалното затоплување од фосилни горива. Како одговор на ваквите неповолни глобални трендови, Европската Унија направи план познат како Нов зелен договор. Со зелениот договор на Европската Унија се предвидува климатски неутрална и поотпорна Европа до 2050 година. Европскиот зелен договор нуди акцијски план кој треба да ја зајакне ефикасната употреба на ресурсите со преминување во чиста, циркуларна економија, враќање на биодиверзитетот и намалување на загадувањето. За да се обезбеди се во ова, потребни се измени во голем број на клучни сектори, како инвестирање во еколошки технологии, поддршка на индустријата за иновации, искористување на почести, поевтини и поздрави форми на приватен и јавен превоз, декарбонизација на енергетскиот сектор, обезбедување енергетска ефикасност на објектите, соработка со меѓународни партнери за подобрување на глобалните еколошки стандарди.
Економистите и екологистите со години ги повикуваат креаторите на политиките да ја зголемат цената на активностите што емитуваат стакленички гасови. Например, преку воведување на даноци на јаглерод со кои ќе се стимулираат иновации во нискојаглеродните технологии. Во моментов, национален данок на јаглерод има во 25 земји во светот, вклучувајќи различни земји во Европската Унија, Канада, Сингапур, Јапонија, Украина и Аргентина. Зелена Европа, зелена иднина. Неопходно е општеството да влијае против климатските промени и растечките еколошки закани, со екопријателски решенија и технологии кон одржлива иднина. Тоа не е избор, тоа е обврска. Зелениот договор представува одлична иницијатива за започнување на процесот на еколошка трансформација. Овој договор ќе биде особено клучен во наредните години и ќе покрене една нова револуција на пазарот на трудот, нови работни места и генерално промена на целата екоиндустрија. Јас кога растев многу не се зборуваше за оваа тема. Се зборуваше за тоа не фрли на ѓубре, на улица ѓубре не плукај, не е културно, ама никој не влегуваше толку длабински во овој проблем. Од прилика кога почна да се развива свеста толку силно за овој проблем? Знае ли некој од прилика да го лоцира? Зависи каде. Во светски рамки, да Па речем. добро, имаме еколошки организации кои биле воспоставени во Холандија уште пред 100 и неколку години. Значи свесноста сепак била на видно ниво во поразвиените западните делови на Европа. Кај нас, мислам дека за екологија, еве ако може така да ја крстиме, заштита на животна средина, зборуваме поинтензивно. Мислам поради притисоците, на некој начин се ги кажам притисоците, Помодарството. надворешните, од европските партнери и така натаму и политиките кои треба да се менуваат и во последните можеби 10 на 15. Обично тоа што го гледаме на запад, нели доаѓа кај нас така да се знали за пушење и за еден куп други работи. Нонстоп се зборува за тоа зелена агенда, европска зелена агенда. Што е впрочем тоа, како волшебникот од ДОС се осеќам, сите зборуваат, никој не знае да го објасни, да го каже. Па добро, воведот доста добро го кажа она од каде потекнува всушност зелената агенда. Го спомна зелениот договор и тој важи за земјите од Европската Унија. Ама зелената агенда е помалата сестричка на зелениот европски договор, бидејќи важи за земјите од Западен Балкан, односно земјите кои сакаат да се приспојат кон Европската Унија еден ден и да го превземат целото нивно законодавство, стандарди и начин на функционирање. Таа зелена агенда треба да им даде да биде алатката, механизмот и парите кои ќе се вложат во овие земји за да ги стигнеме европските земји во овие стандарди и да станеме, како што го велат тоа, климатски неутрални до 2050 година, бидејќи Европа знае дека ние сме интегрален дел од овој континент. Значи ние не може да не одвојат со граница и да кажат не се важни овие земји. Водата која ќе се рипне бидејќи- нивото на вода. Па да, ама сето тоа што се случува тука неминовно ги афектира и тие граѓани во Европската Унија. Значи за аерозагадување нема граници, за климатски промени нема граници. И затоа нивната желба истите принципи кои ги применат на ниво на Европска Унија да ги применат и во земјите од Западен Балкан. Од тука потекнува зелената агенда. А Софија, што има во зелениот договор, кога веќе го спомнав? Зелениот договор содржи политики, начини и патеки како треба да стигнеме до системска трансформација. Значи како да го промениме моменталниот систем, затоа што очигледно не можеме вака да тираме. И Европската Унија со зелениот договор и со зелената агенда, значи ги обврзува земјите во овој континент да намалат својот оттисок на природата и да го трансформираат своето производство, својата економија, начинот на функционирање, да отворат нови зелени работни места, да ја трансформираат и енергијата за да можеме да се прилагодиме на зелена иднина на која што посакуваме сите да живееме. Добро, тоа се закони кои што они ги наметнуваат, кои што треба да се според. Не разбирам, секогаш многу ми е чудно тоа, еве за сите ова прашање. Се собра главоњите од цел свет.
договорија дека нели земјата веќе оди во неповрат. Мора да се превземе тоа. Зошто не се случува тоа? Зошто не може да се наметне тоа како задолжително за секоја држава? Што е кочницата? Можам да искоментирам, парите се клучот. Ако имате векови во кои инвестициите и главните финансиски средства оделе во според нас погрешна насока, а тоа е индустријата на фосилни горива, која загадувала и го не довела како планета до ова ниво, тогаш сега е многу тешко да се направи еден строг рез и да се каже од сега натаму парите одат во нови обновли. Едноставно... Ама тогаш немаме начин како да го спречиме ова ако не се направи рез. Тоа сигурно ќе удри на многу работи. Ако може само да се дополнам на Ана, значи тука многу е важна и совеста, односно начинот на кој што ние ги гледаме проблемите. Ти спомна дека и во наше време се зборало не фрлај, кога сме биле ние деца не фрлај отпадоци по улица. Ние сме имали и акции за чистење. Нели? И пошумување. И пошумување и тоа не било не сме го сметале дека е нека акција која што треба да донесе некаков PR бенефит. Туку тоа едноставно сме сметале дека така треба, дека ние тоа го правиме за планетата Земја. Меѓутоа во тој период, еве да речеме пред 20-30 години, можеби сме го подценува, да, ти си од помладите. Сме го подценувале проблемот, но еве сега ако погледнете ќе имаме исто вакви колоритни графики како овие што го објаснуваат зелениот договор, колоритни графики кои што ќе објаснат што ќе му се случи на овој свет, на оваа планета и на нашава земја, доколку ние навистина сериозно не пристапиме кон решавање на проблемите. Ние сме преземале обврски пред нашите европски партнери дека ќе го следиме нивниот пример. На крајот на криштата и во светски рамки се прави едно рангирање за тоа кои држави со каква успешност ги спроведуваат овие мерки за намалување на загадувањето и спречување на климатските промени. Ние не сме во првата половина на таа табела. Кај нас се има увид кои се најголемите загадувачи? Секако. Ајде. Да. Може и двете во исто време. 3, 4. Индустриските Капацитети, да. Термоелектраните се уште ние енергетски сме зависни од јаглен или од хидроцентралите кои што поништуваат и водата, нели, и биодиверзитетот, потоа сообраќајот. Еден исто од најголемите загадувачи, домаќинствата, луѓето, особено сега во зима ќе видиме во Скопје кога ќе почнеме да се гушиме, кога ќе почне да излегуваат црнчат од секаде. Што е тажно, ако се земам предвид дека ние базираме енергијата на пример на јагленот, а имаме толку многу сончеви денови во годината, што можеме да размислуваме кон обновливи извори. Има многу загадувачи, меѓутоа индустријата, сообраќајот и домаќинствата се трите најголеми. Јас би спомнала тука и несоодветното справување со отпадот. Да. Дополнително. Добро, сите овие работи треба ли негде да се стисне малку повеќе, да се нагази за кај нас тоа да се реши конечно или нема да се реши, но еве да се тргне малку забрзано во права насока. Кој треба? Медиумите, власта, политиката, луѓето, младите? Кој? Па сите заедно и не на едно место, не некаде, туку во повеќе сегменти, бидејќи еве како што ако велиме индустријата, нели за индустријата е задолжен еден сектор во политиката за сообраќајот. Тука може да се делува и на полокално ниво, значи општински, градски системи на контрола. За домаќинствата исто така има поинаква политика која што се спроведува во сосема трет центар. За отпадот тие регионални отпадни центри ги збориме со години, меѓутоа можам да кажам дека можеби сега од овој аспект навистина ни изгледа дека нема крај, дека ова кој ќе го почнеме можеби во следните 10-20 години нема да стигнеме до некакви резултати, но не е така, затоа што ако направиме компарација со периодот од пред 5 до 10 години, разликата е многу драматично поголема, посебно во подигнувањето на свеста и во едуцирањето на населението. Значи, ако порано се зависело од одлуките, да речеме, на партиските елити, сега тој притисок веќе се пренесува од граѓаните, од медиумите, значи медиумите и граѓаните изминатите години некако целата ситуација не направи да станеме партнери, буквално, кои што заеднички притискаат во измена на закони, во нудење на решенија, седнуваме на маса заедно, преговараме, се обидуваме да најдеме решение, постојат
многу десетици, претпоставам, иницијативи кои што работат во различни сегменти. Не е ова толку едноставна работа која што може да се реши во еден политички мандат или да се реши во една година или за една сезона. Многу длабоко ние сме оставиле да проблемите навлезат за да може да ги решиме сега преку ноќ. Меѓутоа факт е дека почнуваат да се вртат работите и дека нема да биде лесен овој процес. Ако може само во делот ова или што го зборува, значи се е до приоритетите. Значи Така. ако една влада без разлика на мандатот од 4 години, значи тоа е проблемот, нели 4 години доаѓаат и си одат и сите ги менуваат. Ресет, од нула Значи почињаат. ако нацијата има една стратегија или визија каква земја сакаме ние да станеме, ако тоа значи чиста животна средина и здрави луѓе, тогаш сите одлуки се носат во таа насока. Не може некоја друга одлука да биде поприоритетна и не може буџетот да не се дава на заштита на животна средина, биодиверзитет и здравје, а да се дава на некои други работи. Значи и тоа всушност Европа сака да го постигне. Со подпишувањето на таа декларација, образување на сите земји од Западен Балкан сака тоа да го постигне. Политичка волја дека овие проблеми ќе се решат. Дополнително во буџетот влегуваат милиони евра значи средства од граѓаните кои што ги плаќаме по различни основи, како различни видови на такси, даноци и така натаму, кои што ние ги плаќаме за заштита на животната средина, но тие не одат во фонд за заштита на животната средина, туку се трошат на различни други Значи сегменти. пари има, ама не одат на правото место. Така. Тоа е симптоматично и тоа што секогаш Министерството за животна средина има најмал буџет Да, и секогаш. најмалку пари се инвестираат во животната средина. Кој треба да го мислам, граѓанските организации кои што се бават со оваа тематика, имаат ли доволно сила да го сменат тоа во догледно време? Од досегашно искуство што го гледате? Па јас мислам дека да. Сега може би не со 100% успех, нели, во политиката ништо не може човек да гарантира со сигурност, но сметам дека притисокот кој што го вршиме заеднички, па и посебно како граѓански здруженија во различни сегменти, повеќе не може да биде игнориран и тоа ќе го забележите во последните изборни циклуси, бидејќи Сите се зелени. Да, сите се наеднаш заинтересирани за екологија, зелени и така натаму, се печатат програми, се зборува на таа тема, сега после во реализацијата тука. Нели е тоа малку симптоматично дека впрочем е се тоа мачка у вреќе, кога одеднаш сите се фаќаат за иста работа, сите удираат на исто нешто, имам впечаток дека тоа е само проформа. Па не, тоа го покажува трендот на интерес на граѓаните. Тоа претпоставам дека е добро. Па да, нивните анкети кои што ги прават за јавното мислење изминативе 2 години во различни сегменти, па дури и пред овој ковид период, покажува во различни сегменти, значи дека покрај сиромаштијата и корупцијата, загадувањето е еден од главните проблеми кои што граѓаните го истакнуваат во тие анкети, така што не можат повеќе да го игнорираат проблемот. Моника, што е Разбистри се? Е на кампања за лобирање и застапување за заштита на водните ресурси, одржливо управување со нив, меѓутоа и за ефикасен инспекцијски надзор врз сите ресурси кои што ги има, минерални суровини, шуми, почва и така натаму. Кампањата, ќе се надоврзам баш она што го збореше Ели. Ние кампањата сакавме да не биде само уште една кампања која ќе биде заборавена. И токму затоа сметаме дека невладините кога настапуваат заедно се посилни. На почетокот уште на кампањата ја формиравме алијансата Разбистри се, во која што покрај здруженија имаме и медиуми, имаме исто така и државни институции се приклучија, меѓутоа се приклучија и образовни институции. Она што го правиме, ние работиме со различни здруженија, со различни целни публики за оваа тематика. Работиме со државните институции, лобираме за денес имавме баш јавна расправа за Законот за минерални суровини, за измени во Законот за минерални суровини, во Законот за води, во Законот за инспекцијски надзор, меѓутоа и се трудиме да кренеме свеста на луѓето и да ги поттикнеме оние да се вклучат во застапувањето и лобирањето. Направивме еден куп алатки кои што ќе им помогнат за застапување, за лобирање. Работиме со медиумите, им помагаме во
изработка на тој начин што ми дава информации, истражувања во изработка на прилози, со цел да подигнеме свеста, меѓутоа и да направиме притисок на институциите. Идејата ни беше оваа кампања да ги вклучи сите засегнати страни и да работи со сите целни публики, за да имаме еден целосен систематски напор, не да биде само нешто што сме го правеле и за една година до две ќе биде заборавено. Особено е важно да работиме на водата како ресурс, бидејќи се помалку ја има. Истражувањата покажуваат дека во 2040 Македонија ќе биде меѓу земјите што со ризик да остане без вода или со многу малку вода. А сите сметаме дека има расче, тече вода, ќе пиеме, иако загубите секоја година се огромни, не се инвестира во заштита на водите, само 3 до 4% прочистени води се пуштаат. Другото се што се слева во водата е непрочистено. И токму тука тргнавме како главен ресурс, нешто без што не можеме водата, да направиме оваа кампања и да ги вклучиме сите, бидејќи сите не е засега, сите сме засегнати од тоа. Многу добро видео направивте. Вода тече, кауч влече. Да го дзирнеме веднаш. Дали некад сте помислиле од каде доаѓа оваа вода која ја пиеме или ја полниме? Или, например, каде истекува онаа вода која тече додека се ги четкаме забите? Како каде? Како каде? Право у Вардар, заедно со 99,7% од водите од индустријата и рударството. Нечачнато, непрочистено, джглап, право у Вардар. Па ја да ти кажам право, која прв пат видов како истекува у Охридско езеро, од тогаш не сум стапнала таму. Не ме ни чуди као за човек што се бања со филтрирана вода. Дали ти знаеш дека секое 10-то семејство во Македонија нема пристап до чиста вода за пиење, а ти се расфрлаш. Ама ти си видела ли колку е кафеава таа вода? Ај шо преш ти по тоа прашање? Шо има јас да правам? Јас сум постара, јас мишлям, ти правиш. Тоа е. Да, цели 7 минути постара. Ајде, идеме. Нема одмор, дури има отров во водите. Теписи, пластики, најлони, шпорети, клими, гуми, троседи, веце шолја, човече, душек. Супер! Пантареј. Све тече, ништо не се менја. Река тече, кауч влече. А зашо бе не направат некоја пречистителна станица за каучи, за душеци, за теписи, за клими, за гуми, за све, за пловни и непловни објекти, а? Да, невидлививе гадости како ќе се чистат? Смрдеа канализација и хемикали. Па и ова фабрики ве работат као по систем нов филтер, ќе ги навртат тоа цевките у канализација и пуштаат на најако, а општиниве одма шерим прават директно у река. Овде ни булдужер, ни нинџа не помага. Ени нинџа! Па ова е екоакција, бе, а не ние. Дрндаме само. Идам да му помогнам на човеков. Ја не, малку ми е бљак. Мене не ми е бљак. Ели, одва е иницијатива за заштита и одбрана на природата. Почнавте со одбрана на воздухот, завтеравте на водата. Сега сме во општа одбрана. Да, сега, претпоставам дека се мобилизиравте на природата. Да, што е работата? Па не може да се приоритизира. Значи, тргнавме како да се мислевме дека е најдобро да се фокусираме на еден проблем. Меѓутоа, кога ќе навлезе човек малку подлабоко, ќе свати дека се е тоа еден циклус и еден круг и дека ако фатиш
од воздухот, дека тоа повлекува и почвата, дека тоа понатаму повлекува и водата, па од водата па на почвата и свативме дека уствари тоа е Пандорина кутија и се обидуваме во сите можни сегменти каде што може, нели, да нешто да се интервенира и да се влие од измени на закони до подигнување на јавна свест и едукација, да бидеме инволвирани. А кај сме најтенки? Што прво треба да сме? Вода, воздух, природа, енергетски ресурси, Охридско, Рисот, што? Не знам се. Ама се е врзано едно со друго. Значи, кога ќе фатиме еден проблем, автоматски може да решиме и друг. Да. Значи, со тоа што ќе транзитираме, така е, нели, зборот, да транзитираме, да се придвижиме од енергијата која создаваме од фосилни горива на обновливи извори на енергија, и тоа нови обновливи, значи сонце, ветер, ќе решиме и загадување. Значи, нели, не само... Има Македонија екосвест некаква? Кај сме на тоа поле, успоредба со големите? На почетокот кажав, значи, се развива свеста во последниве, можеби 10 на 15 години, се повеќе и повеќе има, да кажам, разбирање кај граѓаните. Сме правеле анкети кои велат дека грото од испитаниците мислат дека воздухот и отпадот не се апсолутен приоритет да ги решиме. И тука, нели, тоа е се околу нас. Еден ден сите ќе се свестат дека ги афектира, барем ако никако поинаку, барем на здравието. Да, и нови генерации доаѓаат просто на поосвестени, поотворени луѓе кои што во голем дел сега и од анкетите кои што може да се види, луѓето си заминуваат од државата не само заради тоа што нема работа како што било поради невработеноста, па ќе одат на печалба. Значи сега луѓето бараат квалитет на живот, кој што тука не може да го гледаат. И загадувањето и живеењето во една таква средина во која што им го доведува во прашање и нивното здравје и здравјето и животот на нивните најмили, на децата пред се, нормално кај секој нормален човек предизвикува револт. Има луѓе кои што ќе се борат, еве како нас, има луѓе кои што им е едноставно не сака да живее неквалитетен живот и да пука во празно со години, се решаваат да заминат од државата. Сакам да кажам дека квалитетот на живот, односно загадувањето и живењето во ваква една средина во која што никој не се грижи за заедничкото добро, за природата, влие во сите сегменти, значи на луѓето. Така. Сакав Софија да прашам колектив Z. На социјални медиуми ви има, ве следиме, ве пратиме. Може да малку повеќе да ни објасниш што, во каков формат е, која форма сте, the shape? Сега, колектив Z е млад колектив посветен на градење на моќ на луѓето за трансформативни акции за подобрување на нашите заедници и исто така и природата. Нашата цел и нашата работа се состои во организирање на колективно движење за да направиме по социјално праведна и по здрава еколошка иднина за нас. А ова го градиме, најчесто го правиме со организирање на кампањи со заедници, локални заедници кои што се на првите борбени линии и кои што се оставени и замолчени од моменталниот систем. Добро, и од досегашната борба, како што за малце вака ќе направив, ама не е вака, него е борба цела работа. Што заклучивте? Колку треба да се смени системот за целата оваа работа да функционира? Многу, и тоа како, да. Отидов. Моменталниот систем треба на целосно да се трансформира, затоа што кај нас во нашата држава има многобројни заедници кои што, како што реков, се изоставени и замолчени, а ги чувствуваат афектите од климатската криза секојдневно. Ова би го објаснила со еден пристапот на интерсекционалноста, кој е релативно нов термин кај нас, но меѓутоа пробува да даде ново гледиште на нашето општество, на системот што се случува и пробува да ја објасни климатската криза која што е резултат на многобројни општествени кризи кои што се случуваат, например како што се економската криза, политичката криза, социјалната криза. И исто така интерсекционалноста објаснува дека системот треба да се смени заради тоа што има премногу нееднаква дистрибуирана моќ. И тоа баш дозволува
да може некој да ги злоупотребува нашите екосистеми, нашите природни ресурси, луѓето и живите суштества. Значи, за навистина да го трансформираме системот и да изградиме поправедно општество, поправедна иднина, ние мора да разбереме дека климатската криза е резултат на повеќето слојни кризи што не се случуваат моментално, како што се капитализмот, сексизмот, расизмот, неоколониализмот, патриархатот и слично. И глутен-фри измот и такви работи. Ја разбирам проблематикава за големите земји кои што имаат еден куп фабрики, индустрија. Ние сме прилично мали. Кај нас би требало тоа прилично лесно да се реши. Кај за глава е целата работа? Ако денеска забраниме дека депониите треба да се палат, и се забранува тоа. Дека сите места кај што се одложува шут, се забранува тоа. Зошто не се санкционира каде заглавува целата работа? Кои се богати? Традиционално во нашата држава неказнивоста е присутна во сите можни сектори. Значи, мислите дека со казнување, со повеќе и неказнивост и неодговорност. Повисоки казни. Двете работи. Значи имаме закони, кога седавме го анализиравме заедно законот за води. И видовме внатре дека со години, со децении некои работи кои си биле ставени во законот за води, никој не ги исполнил. Значи институциите на власта потврлиле. Од X причини, не е важно дали се ресурси, дали ама има одговорност. Тој министер, таа институција треба да алармира. Јас не можам да си ги спроведам насоките согласно закон, треба да се направи тоа. Ама кај нас ја нема таа одговорност од највисокиот политички врв, немаме пример кој треба да го следиме, па ние очекуваме од народот да следи. Значи тука е малку менталитетот е малку скршен во тој дел. Никој нема чувствена одговорност. Имате ситуации одат и сфрлаат шут градежен покрај Охридско езеро и никој, значи народски што велат, мува не ги лази. Затоа што си имаат врски, затоа што секој секого знае. Значи тоа е еден многу комплексен систем кој што не може да се направи. Значи промената е многу тешка да се направи. Треба да се делува и преку свесноста, да, ама и системот мора да почувствува одговорност. Како може на човек да му се стави во глава дека без разлика што он нема да биде тука за 20, 30, 40 години, дека треба да останат позади него? Еве, не мора други луѓе, туку негови поколенија. Се враќаме назад на принципите на одржлив развој, што учевме пред 20 години, што е тоа одржлив развој. Да користиш ресурси, ама доволно за да и тие после тебе и после тебе и после тебе целото човештво има. Ние ги трошиме ресурсите на планетата на пола година. Дали е тоа одговорно однесување на глобално ниво зборувам, така? Значи ресурсите се трошат. На некој можеш да му објасниш дека утре заутре неговите деца ќе живеат во бедотилак. Бедотилак во смисол нема храна, нема вода. До тој степен е дојдено, да кажам, во надолна линија веќе од сите научни. Што ќе се случи ако не се сопре овој тренд на загадување, на затоплување и така натаму и така натаму? Ајде, малце позитивни работи. Ете тоа што баш го спомна и Ана. Значи, кажи ги лошите работи, ама да делуваат среќни. Па еве најсреќно што можеби ќе се групираат во банди за да се бориме за храна. Мислам, не знам како да кажам, едноставно ќе нема вода. Изворите на вода ќе пресушат. Нормално, бидејќи ќе немаме вода, ќе немаме ни храна. Ќе бидеме не само сиромашни, финансиски сиромашна држава, ќе бидеме буквално оставени без храна и без вода. Можеби не ние, но нашите деца секако ако се продолжи со овој тренд. И на кога само би сакала да се надоврзам пред малку што го зборувавте за обврската. Значи постои тоа едно ниво на себичност, нели, тоа е некаква човечка карактеристика, ми е гајле што ќе биде после мене. Меѓутоа затоа тука е системот кој што не само што треба да едуцира, туку треба и да превоспитува. Како се прави тоа? Со казни, се разбира. Значи законите си имаат големите, мислам, во законите се предвидени казни за големите загадувачи. Но кој ќе ги погледне, ти сега ќе кажеш, ти да, навидум, тоа е така, окей. Ако загадиш, ќе добиеш казна. И казната е, например, не знам, 10.000 евра. Значи тој во денот поисплатливо му е да изфрли све што има хемикалија во водата и да плати 10.000 евра, бидејќи неговиот цената за да смени систем во самата фабрика или да внесе некоја нова технологија ќе го кошта 200.000 евра или милион. Значи
прво мораме да ги адаптираме казните. И ние предлагавме тие казни да не бидат паушални суми од 10, 20, 30 илјади, па дури 100 илјади, бидејќи тоа не е некоја голема казна за големи индустријски капацитети, туку да се базираат, да речеме, на процент од нивниот профит. И тој процент кога ќе биде 10%, 20%, кога ќе ги заболи финансиски губиток до срце, тогаш малку поинаку ќе се делува. При тоа да не забораваме дека системот со години сме го запуштиле до тоа ниво да ние немаме инспектори доволно кои што може да одат на терен и да го констатираат се ова. Дополнително тука се надоврзуваат различни, како што спомна Јана, различни лоби групи. Секој некого познава, секој кај некого ќе ургира, значи тоа мора да прекине и тоа мора да се реши со казни, ама сериозни казни, кои што ќе бидат едукативни и за оние кои што нема да бидат казнети. Тешко. Да, ама Одма да ви кажам. сакав да се надоврзам јас Софија што кажа. Симона, извини. Софија, извини. Ви се префрлив јас. Значи вака, има системска неправда. Значи еден голем загадувач или голема индустрија може да загади колку сите жители од државата пута колку години да живеат. Значи тука е проблемот што степенот на одговорност исто мора да одговара на штетата која ја начинува. Имавме неколку такви случаи, особено и во време на пандемија. Никој не гледа, никој не слуша, нема инспектор на терен, пуштај. Сите реки ги обоевме у сите бои на виножитото во времето на пандемијата и никој не одговараше на крај за тоа. Значи, еден човек кој може да одговара со казна од 50-100 евра зашто фрлил хартивче на улица, дали исто одговара како една индустрија? Значи, тука е системот не е наместен така да биде правичен. И баш заради тоа што ги замижуваме на големите штети што се прават врз животна средина, сите викаат никој нема да одговара. Ако тој големиот не одговара, па зашто јас да одговарам? Моника? Сакам да се надоврзам тука, не само индустријата, испуштаат непрочистени води и јавните претпријатија кои немаат дозволи. Прво, самата држава, јавните претпријатија, тие што треба за нас да работат, нас да ни убаво, тие се тие што загадуваат и никој не презема ништо во врска со тоа. Не е само индустријата, треба институциите од себе да почнат. Не може да многу мал процент имаат дозволи, другите немаат и сега пушти кај стигне. И сега кога си викаат фирми, па тоа го прави самата држава, што имам јас? Тогаш можам и јас. Да. Ме утепавте, значи само обетив да ви кажам. Јас израдував 4 дами тука, убаво ќе биде ведро. Ама ти почна со зелена агенда и тоа беше убавиот муавет. Ама после отиде дискусијата во друг правец затоа што е реалноста. Може да биде водач на едно од бандите. Да. Да, со тето важа со сите ништо. Јас сум спремен сум, да. Лудиот Макс, третиот дел. Сега е моментот, пак ќе крена малце, значи како лошите работи се представат малце по-ведро. Второто видевце кое што го имате снимено, кое што се вика од шумите исчезнува видот, така наречен дрво. Некои од вас може би го гледале филмот Лоракс, тоа е еден анимиран филм, ако не сте го гледале, сите да го погледнете. Не дека ќе им смени нешто, ама едноставно тоа е тоа. Да го видиме ова филмче. Слушаш? Во оваа епизода на инспекторките Тина и Фина ќе креваме малку тензија за уште еден природен елемент кој го снемува со брзина на светлината од нашата земја, а тоа се шумите и нивниот вид во исчезнување – дрвјата. Ајде, близко сме. Затоа и дојдовме на ова место, кај што се пустоши како да нема утре. Затоа ги повикуваме сите планинарски друштва на акција. Подитно, да ги пренасочат сите нивни рути од екстра популарните Пелистер, Бистра, Галичица, што ги знаеме сите онака на памет, и да почнат да организираат тури на Јабланица, Огражден. Затоа што кај што нема живо пиле, се крадат дрва ден и ноќ, онака без престан.
А таму кај што има движење на планинари и туристи, не може баш така лесно да се одвива дива сеча на дрва. Ти текно е? Едноставно кажано, туризмот е најдобриот и најголемиот инспектор и чувар. Друга важна работа е што прави инспектор Тина. Поставувам фотостапица за штеточини. Ама не оние од животински вид, туку оние од човечки вид. Дрвократци. А некој помине, чкап. Motion activated. Фотостапица. Еве ги на AliExpress, $25. Види, тоа не е малце за еден човек, ама па ако се собере цело планинарско друштво, тоа име по $50 од човек. Готова? Ајде. А сега насмевнете се и мафнете и на камерата. И разбистрете се. Моника, проектот SHAPE, не пробувам да го изговорам, пошто е прилично комплексно името. Те молам да ни го разјасниш. Проектот SHAPE или локална акција за подобри политики за животната средина, еден проект кој што ИКС го работи изминативе 2 години. И тука веќе работиме на она, се вративме назад, сакаме сите викаат младите седнината. Ние сметаме дека не само што седнината, туку и сагашност. Не треба ние да им оставиме некаков свет, туку да ги вклучиме во одулките, за тие да ни кажат во каков свет сакаат да живеат. И токму затоа сакавме да им покренеме свеста за заштитата на животната средина, меѓутоа и да ги активираме. Идејата е со овој проект да поттикнеме активизам, така што 6 невладини организации од 6 региони со заштитени подрачја работат со средношколци на спроведување различни кампањи. Например, МКЦ Битола заедно со Средното училиште Јован Калаузи работи на акција за подигање на свеста за дивите депонии во Битола. Прават акции за чистење, прават кампањи, идат во екопатроли, гледат што фрлят другите, го чистат тоа. Потоа имаме средношколците од Кирил и Методи во Неготино заедно со Ековит организацијата, пак идат, сакаат, нивните семејства се занимаваат со земјоделство, најчесто со лозарство и сметаат дека практиките кои досега се користат не се добри, па затоа работат на кампања да им кажат на постарите, да ги едуцираат дека не треба да користат инсектициди, дека има и други поздрави начини со кои ќе имаат и подобро производство, меѓутоа ќе заштитат почвата за во иднина, за да можат тие да обработуваат. Имаме различни иницијативи, имаме и средношколците од Струга заедно со училиштето Нико Нестор, заедно со организацијата КАП, пак прават притисок врз општината да им каже на што ги троши парите наменети за чистење на депониите. Тие сметаат дека не се чисти, покрај тоа што да чистат им праќаат пораки. До кај се правеа мониторинг на нивните извештаи. Исто тоа нешто слично прави средношколците од Средно училиште Цар Самел од Преспа, тие пак заедно со Еко Герила од Преспа ја мониторираат работата на мониторинг станицата Стења. Дали податоците што им ги даваат се тие се вклучија во мерењата, сакаат да знаат во каква вода се бањаат, каква риба јадат од Преспанското езеро. Додека пак имаме средношколци од Струмица, од Средното училиште Димитар Влахов, кои што се по струка, земјоделска струка, тие заедно со Хорти и Еко работат на одржливо земјоделство. Сметаат дека регионот е познат по тоа, меѓутоа се загадува со употреба на пестициди, неодржливи практики, земјата не може да се користи, и они се вклучија да им подигнат свеста и да ја едуцираат публиката и оние што се постари од нив дека не треба вака да прават. Многу ни беше важно, ние им направивме обуки за екоактивизам, како да спроведуваат кампањи, медиумска писменост, како да препознаваат лажно од днес. Сакавме да ги обучиме
да ги спроведат и овие еко кампањи, меѓутоа во иднина да имаат вештини за било какво прашање што ги интересира да се застапуваат, да кажат не сакаме вака, сакаме вака. И да знаат како да го направат тоа, да направат притисок, да подигнат свест, да направат притисок врз институции, да стигнат до она што сакаат да го направат. Навистина прават многу, сега имаме еден еко камп, па ќе видиме што сработила, ќе ни презентираат, меѓутоа напорна работа ти беше освежување да се види дека средношколците се вклучија, дека тие заедно на терен со невладините излегува и го работат. Колку луѓе имате бројка се вклучени во ова се? Околу по отприлика 100 средношколци, ми се чини, и од невладините секако нели. Тоа е една волонтерска база или си имаат регулирано различно секоја невладина? Ние на почеток барахме да ни кажат кои од прилика 15 средношколци што активно би се вклучиле, меѓутоа сега има некои што се поактивни, некои од после се вклучија, некои не во сите активности. Меѓутоа не радува тоа што се вклучуваат и сами и беа на обуките, беа многу активни, имаше многу што од после ни пиша, сакаат и во други активности што ги имаме да се вклучат. Младите сакаат да учат, имаат и мислам и од едно истражување што го правиме почетокот, имаат многу повисока екосвест од повозрастните. И наредните генерации мислам дека можат повеќе и многу подобро. Колку ќе беше убаво наместо невладините организации да се бавеа владините организации, сега можеби немаше да зборуваме на оваа тема. Ана, како зелената агенда се спроведува во останалите земји, односно како Европа има, каков став има према зелената агенда? Во однос на договорот во земјите членки или во однос на она што треба кај нас да се случи? Да ти кажам, мене за членките не ви е знам толку... дека цитираат. Они цитираат, ме си интересира имаат и тука конкретно во планови, и Македонија, пари, да, цитираат бидејќи си се надоградуваат на веќе претходно. За нашиот регион Европа веќе подолго време размислуваше за механизам како ќе го направи обврзно тоа да се спроведуваат зелени, ајде да ги кажеме така, проекти. Не може да не пресават, нели, на друга планета да не однесат? Не можат, немаат некакви посебни механизми, казнени и така натаму, но имаат условување. Например, секој од проектите кои ќе добие грант европски, значи европските пари, ние грото од инфраструктурата ја правиме со грантови во комбинација со кредити од европски банки кои исто така го промовираат зелениот раст и развој. И од тука тоа е механизмот кој го користат. Еве, државите ја потпишале зелената агенда како декларација, но Европската унија ги условува проектите на некој начин. Вели, мора да имате зелена компонента за да јас ви дадам грант за да се движите во таа насока. И сега сите имаме зелени компоненти. Сите имаат зелени компоненти. Македонија Сега ми е јасно. За многу интересно е што ние доста котираме високо кога ќе не погледнат вака од другите држави, морам да кажам нешто позитивно. Се надевам не само, зошто? Затоа што единствено од државите има многу амбициозна енергетска стратегија. Значи, нашата енергетска стратегија која се донесе 2020 и сега имаме веќе и програма, многу амбициозно зборува за тоа како ние ќе ги затвориме капацитетите на фосилни горива и ќе направиме систем на транзитирање. Тоа постои во Македонија и донесено. Да, тоа постои во Македонија. Донесена е стратегијата и има доста амбициозен буџет за тоа да се имплементира. Веќе, значи, државата си работи на планови стратегии, донесовме и климатска стратегија, што исто така е за поздрав. Националниот план за енергетика и клима ние први од сите други држави од Западен Балкан го донесовме, што е многу за поздрав, оти секогаш сме биле последни. Мислам, не знам зашто не сме биле, за се сме биле последни. Овој пат со нешто одиме нанапред. Први сме во загадување. Со загадувањето апсолутно е така, но според мене мислам дека ако стоиме на ветеното, ако ги исполниме оние стратешки документи, сега сепак се на хартија се, ама идејата е да се преточат во конкретни проекти со финансиската помош од Европската унија. Ако ни се партнер, ќе не држат за раче и ќе го истераме процесот за да може да имаме посветла иднина. Јас мислам дека, за разлика од тебе, што си песимист, мислам дека ќе доживеам да видам дека ќе се затвори нашите капацитети на фосилни горива, ослома и битола, затоа што се најголемите загадувачи. Значи, како што сватив, Европска унија вика, вие мора да се позелените. Да. Кај нас се подпишуваат огромни проекти и се одвојува огромен буџет кој што ќе оди на позеленување и одеднаш сите партии одат на зелена агенда.
Да, и тоа малку звучи интересно, оти сите одат по парите, нели? Ама, мислам, не сакам така да звучи, ете, депресивна, ете, ти депремира. За малку ти беше оптимистички. За малку. Тук, Тргна. да, Тргна на крај оптимистички. на крај Си викам стварно и после се врза. Ама не е тоа толку страшно. Се додека зелено е тренди, пак на почетокот се враќаме, ако зеленото е тренди, тоа значи дека ќе биде и политички приоритет. И на нас на крај на криштата ќе ни биде тоа среќа. Ние збориме 20 години за ова. Ако видиме дека политичкиот врв вели да, ова ми е мене приоритет и јас ќе направам се во мојата мок, еве и да е 4 години мандат, ама ќе размислувам за во иднина, бидејќи ќе донесам одлуки кои ги базирам на наука, не на мое лично мислење. Ја тоа сакам да го видам од политичкиот врв. Се додека ние ги им трубиме над глава и им се качуваме на глава дека мораат нешто да прават, ќе дојде момент кај што кога сите ќе им се качуваат на глава, нема каде да бегаат. Ме интересира, вие наполнивте со екосвест 18 години, ако не се лажам? 19. Машала. Што значи тоа коректор на општеството? Што конкретно сакате да коригирате? На едноставен начин, кои да дојде на власт, ќе бидеме неутрални, објективни за ситуацијата која се случува и ќе даваме насоки, ќе даваме препораки, стоиме на располагање со капацитет, со знаење, со примери, со експерти, да дадеме совет, да дадеме пример како да се имплементира и зелената агенда, ма и многу други сектори во кои работиме, ние главно енергетиката, климата и заштита на природата. Така што ние тоа го велиме екокоректор, но сметам дека е на некој начин повик за партнерство, бидејќи само заедно граѓански сектор, граѓани, младите тука апсолутно и власта можат многу повеќе да направат отколку сами секој сам по себе. Јас мислам дека младите многу помалце може да влијаат на старите, но доколку пензионерите ги образуваат, тоа ќе им се труби на младите секој ден и така, не се шегувам. За крај, ќе почнам од Софија, една еко порака за младите генерации. А можеш да ги опфатиш и пензионери. Информирајте се и работете на подобрување на секојдневието, затоа што секојдневно сме свесни што ни се случува, се нешто не чини. Треба да почнеме заеднички да работиме тоа што не чини да го подобриме и најважно започнете од својата заедница. Моника? Јас ќе се надоврзам, информирајте се, едуцирајте се и активирајте се. Сами придонесете да живеете во средина каква што вие сакате да биде. Не чекајте на другите да го направат она што морате вие да почнете од себе и да ги потурнете другите. Што би рекол Майкл Джексон, ако сакаш да почнеш од некој, од човекот во огледалото. Ана? Да, кога сме се договориле, истата... Замисли. Да, мислам, за истомисленици се гледа. Имаше една интересна мисла како да го реформирам општеството. Реформирај се себе и ќе има една будала помалку, ама нели, мислам на интересен начин пренесено. И најмалата акција во позитивна насока значи многу, зашто нели светот е велати глобално село, светот има многу луѓе, ако секој од нас направи малку, ќе има поголем импакт во општеството. Ели? Знам дека сакаше да ме прашаш дали имаме резервна планета. Да. Се појавува некоја резерва. Има многу такви се од време на појавува време. една резерва. Не знам дали се само плочи или се топки, ама има резерви. Меѓутоа со CV-то што го носиме ние со себе, нашето портфолио, мислам дека тешко ќе ни биде дозволен пристап на било која друга планета, така што врати ги назад овие, врати ги. Не, други. Останува на овие млади генерации да ја спасат оваа планета. Јас пред да ја завршим емисијата ќе бидам малце по неизбрусен во однос на пораката, тоа е сите вие не кјутете пред тоа што ви пречи. Не кјутете пред искршени тротоари, не кјутете пред неисечени гранки на велосипедските патеки, не кјутете на тоа кога комшијата до вас ви фрла ѓубре, мастики, не кјутете кога колата до вас, автомобилот на семафори фрла пикавец. Да, секогаш има страф. Жена ми вика, доста бе, не му свири бе, не му блиндирај ке излезе ке ти степа. Ако размислуваме така, односно така размислувајќи, стигнавме до овој момент. Дечки, фала ви многу, ми беше чест што бев единствена дама помеѓу толку лавици овде. Ова што го правите, мислам дека нема мерило, нема кантар кој што може да го измери колку вреди, иако
иако воопшто не испливува како приоритет во времето кога живееме сега. Вие, драги гледачи, не заборавајте дека гласањето за ЕУ амбасадори, сега после оваа тема, што и да кажам, се ми изгледа како воопшто не важно, ама сепак мора и други да работи со опатот. Значи, гласањето за ЕУ амбасадори продолжува, отидете на webalkans.eu и гласајте, пишете Македонија и гласајте за некој од нашите луѓе да биде амбасадор. Следната епизода е предпоследна епизода, станувам се потака емотивно растреперен и ќе разговараме за европските перспективи за младите македонци. До следниот вторник, довидување и останете ми со здравје.